Опожарени се житни насади во село Топчиња. Според билтенот на регионалниот центар за управување со кризи, пожарот бил пријавен вчера во 14 часот и 10 минути, а ликвидиран во 17 часот и 5 минути. Случајот е пријавен и во полицијата. Според пријавата, пожарот настанал на депонијата Краста. Увид на местото на настанот извршила екипа на СВР Куманово, при што било утврдено дека пожарот настанал на депонијата Краста, пошто се проширил на соседен имот, собственост на правно лице од Куманово, а била зафатена поголема површина со житна култура. Пожарникарите од Кумановската единица вчера интервенирале и на опожарена сува трева во местноста Багрем Бања, во селото Зубовце и на потегот од Студена бара кон Ново село. Освен на отворен простор, пожарникарите гаснеле пожари во подрум на семена куќа во Куманово, предизвикан од машина за перење алишта, пишува во билтенот на регионалниот центар за управување со кризи. Културно-уметничкото друштво Српски вез, кое веќе 13 години ја негува српската култура, традиција и идентитет во нашата држава, викендов одржа традиционален годишен концерт на сцената во Центарот за култура Трајко Прокопиев. На централната прослава по повод роденденот на Српски вез настапија сите 7 фолклорни групи на културно-уметничкото друштво, етногрупата, пејачката група, како и делодрамската секција, а имаше и специјални гости, пријатели и соработници на друштвото од Србија и Германија. Во своето обраќање, градоначалникот Максим Димитриевски потенцираше дека фолклорот не е само уметност, туку и жив сведок на историјата, традицијата и идентитет на еден народ, а по повод роденденот на Српски вез говореше и Татјана Мацура, министерка без ресор во владата на Република Србија, задолжена за областа на родовата еднаквост, спречување на насилство врз жените и економско и политичко зајакнување на жените. Фолклор не е само корак у колу и ноšnja кој носимо. Фолклор е прича о народу, негови истории, радости, љубави и истрајности. Она е жива веза измеѓу прошлости и будуćности, цврсти мост кој спаја генерација. Наш народ радо воли да каже, без корена нема ни стабла. Управо зато чуваме своје наследје, јер знамо да народ кој поштуе своју традицију сигурнije корача у будуćност. Велики српски писац Стеван Стремац говорио е: "Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago." Те речи најболje описују љубав коju сви ми осеќамо према народној игри и песми. Традиција не е нешто што стои у прошлости. Она живи у сваком младом играчу кој обуче народну ноšnju, у сваком кораку кој се одигра на сцени и у свакој песни која се преноси са колено на колено. Као што е записано поводом очувања народних изрека, наше наследје се вековима преноси управо кроз приче, обичаи и заедништво. Сакајќи да ги заштити традициите на еден народ кој што постои на овие простори, сушност ја креира Македонија во мало, а тоа е создава едно традиционално етничко друштво измешано по етнички колорит. И вечерва сум горд на тоа, во оваа прилика сакам да се заблагодарам и на Далибор и на целиот негов тим што се вложија да денеска го имаме српски вез во Куманово. По примерот на македонско-српските односи да се градат нови примери вкупно на Балканот помеѓу себе. Куманово е многу гордо, има многу збратимени општини во соседна Србија, тргнувајќи од Врање, Лесковац, Горњи Милановац, Чукарица, Нови Сад, па и последниот меморандум за соработка со општина Чајетина на Златибор. И ние тие пријателства ќе ги шириме и надоградуваме ширум Србија, ширум Балканот, бидејќи во најтешките моменти сепак сме оставени самите на себе си и затоа мора да се вреднуваме и почитуваме. А Српски вез е дополнителен доказ дека традицијата функционира и се гради едно големо семејство кое што ќе доведе до уште поголеми успеси. Mi često kao političari, kao ljudi koji se nalaze na izvršnim pozicijama, razgovaramo o razvijanju saradnje tako što pokrećemo različite inicijative, potpisujemo sporazume, hoćemo da razvijamo različite projekte. I ono na šta često zaboravljamo jeste ko čini kor realizacije svega toga. I nadam se da se gospoda u ovoj sali danas neće naljutiti
ali ja moram da kažem, a i jeste mi u okviru zaduženja, žene su te koje čuvaju kulturu i tradiciju i trebamo da ih nagradimo jednim ogromnim aplauzom. I zato mi je posebno drago što sam danas imala više nego dobar sastanak sa predsjednicom Skupštine opštine Kumanovo i da kažem da se nadam da ćemo u narednom periodu razvijati jednu dobru i kvalitetnu prekograničnu saradnju upravo na tragu ljubavi i poštovanja koje inače postoji na relaciji između Republike Severne Makedonije i Republike Srbije. Tradiciju čuvaju ovi mališani u nošnjama, jer oni kroz igru, kroz pesmu u ovim nošnjama šalju poruku da čuvaju našu kulturu, našu istoriju, naš jezik, našu ćirilicu, identitet i tradiciju. I ja sam, Tanja, prve godine ovde došao 28. juna, čini mi se, neka me moj veliki prijatelj, potpredsednik Vlade Severne Makedonije ispravi ako grešim, ja se ovde ponašam kao domaći, jer već sam domaćin. Kada jedno kulturno-umetničko društvo traje 13 godina, to nije samo podatak, to nije samo običan podatak u kalendaru. To je dokaz ljubavi, istrajnosti, vere u svoje korene i odgovornosti prema budućim generacijama. Kulturno-umetničko društvo Srpski vez već 13 godina čuva pesmu, igru, jezik, običaje i duh srpskog naroda u Kumanovu i Severnoj Makedoniji. To nije samo kulturni rad, to je čuvanje identiteta, pamćenja i žive veze sa maticom. Srbi koji žive van matice nisu periferija našeg naroda. Vi ste sastavni deo istog nacionalnog, kulturnog, duhovnog i vrednostnog prostora koji nas povezuje bez obzira na granice. Zato su ovakvi susreti važni. Oni nas podsjećaju da se identitet ne čuva samo rečima, već radom, okupljanjem, pesmom, igrom, jezikom i ljubavlju koja se prenosi sa roditelja na decu. Министерството за внатрешни работи информира дека вчера во меморијалниот центар Асном во селото Пелинце, општина Старо Нагоричане, полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода двајца кумановци на возраст од 41 и 39 години. Како што информираат од МВР, лицата биле приведени по претходна пријава дека во меморијалниот центар физички нападнале вработен во агенција за обезбедување, а потоа се однесувале агресивно и физички нападнале полициски службеници кои што извршувале службени дејствија. Тие биле приведени во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ќе биде поднесена соодветна пријава, стои во соопштението на МВР. Оваа година се одбележуваат 25 години од откривањето на локалитетот Кокино, значаен јубилеј кој во текот на 2026 година ќе биде одбележан со повеќе научни, културни и промотивни настани, објави министерот за култура и туризам Зоран Љутков, откако вчера утрото изгреј сонцето го дочека на Кокино, следејќи ја долгодневицата заедно со семејството, градоначалникот на Старо Нагоричане Мирослав Славковски, пратеникот Бране Петрушевски, директорката на музеј Куманово Марија Живачки и директорот на Националниот конзерваторски центар Александар Јордановски. Од одредена точка на локалитетот може да се наблюдува изгреј сонцето низ специфичен карпест процеп, феномен кој е една од најпрепознатливите карактеристики на Кокино. Овој локалитет не е значаен само од археолошки аспект, туку представува и уникатен спој на културата, науката и природата, напиша Љутков. Викендов започна со работа отворениот градски базен во рамки на спортско-рекреативниот центар Градски базен Куманово. Базенот ќе работи секој ден во периодот од 10 до 18 часот. Цената на билетот останува иста како и минатата година, 150 денари, информираат надлежните од јавното претпријатие Куманово паркинг, кое менаџира со спортско-рекреативниот објект.
Утре започнува второто електронско пријавување во јунскиот уписен рок во средните училишта. Потребната документација ќе се доставува на 24 јуни, а конечната ранг листа на примени ученици ќе биде објавена на 25 јуни до 12 часот. Слободни места за запишување има во сите средни училишта во Куманово, најмалку во гимназијата Гоце Делчев, каде што во првото пријавување во јунскиот уписен рок примени се најголем број на ученици, вкупно 163 ученика, од нив 14 ученици се во паралелка на српски наставен јазик. Полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода 71 годишен кумановец кој возел во алкохолизирана состојба, информираат надлежните. Според СВР Куманово, при сообраќајна контрола на улицата 100 во населба Карпош, запрено е патничко моторно возило Голф со кумановски регистарски ознаки кој го управувал и по преземени мерки е констатирано дека е под дејство на алкохол, односно дека има 1,69 промиле алкохол во крвта, пошто веднаш е исклучен од сообраќајот. По насоки на јавен обвинител, тој бил приведен во полициска станица, а по целосно документирање на случајот, против возачот ќе биде поднесена соодветна пријава, стои во соопштението. Преку богата музејска документација, архивски материјали, фотографии и автентични предмети, посетителите на изложбата на магистар Анита Стојчевски, кустос советник етнолог, во лапидариумот на музеј Куманово викендов имаа можност да го проследат развојот на модата, од ориенталниот стил познат како ала турка, преку европските влијанија на ала франга, па се до современите модни изрази, што денес се дел од локалниот идентитет. Изложбата нуди редок увид во трансформацијата на градската култура во Куманово, откривајќи како различните историски периоди оставиле свој белег врз изгледот и стилот на неговите жители. Таа представува значаен придонес во проучувањето и зачувувањето на локалното културно наследство, подсетувајќи не дека модата е жив сведок на минатото и важен дел од колективната меморија, истакна Стојчевски. Како надворешен соработник на изложбата учествува Александар Рашковиќ, а промотор беше Славица Христова од Музеот на град Скопје. Во ресторан Грација денеска започна детскиот ликовен камп Асном Куманово 2026 во организација на Фондацијата за култура и спорт Куманово под покровителство на градоначалникот и советот на општината. Годинава има 30 учесници, талентирани ученици од основните општински училишта, а инволвирани се и корисници на дневниот центар и Порака наша. Учесниците биле интерно селектирани од нивните ликовни педагози при матичното училиште, а во рамките на кампот, кој ќе трае 3 дена, ќе работат 3 техники со менторките Симона Јакимовска и Елена Спасовска Радушевиќ, ангажирани од Фондацијата за култура и спорт.